ПЦ прашува дали е добро да се јаде мед, ама зборуваме за 100% чист мед планински, а не купен од маркет. И ако е добро, во кој дел од денот можам да го земам. ПЦ, не знам зошто, ама дали поради празнициве и многу, тоест поради наближување на овој празничен и предновогодишен период, многу од прашањата се поврзани со благо и со медови, и со начини како да засладуваме и да биде тоа поздраво. Претпоставувам затоа што многу луѓе се свесни дека најчесто клизнуваат у овој период од годината и овој е најтешкиот период да се воздржуваш од храна затоа што има преголеми количини и има многу опкружување кое што ни пласира храна. Како и да е медот, значи и ако се навратиш малку наназад низ епизодиве, затоа што поинтензивно зборуваме за шекери, за благо и за сладувачи и замени за благо, ќе сватиш дека медот не е решението за да ти најдеш добра замена за благо, затоа што ако ти твојата потреба за шекер само ја замениш со истата количина на шекер, но да доаѓа од мед, да, ќе биде подобро затоа што тоа е шекер кој што доаѓа од природата, не е преработен и рафиниран, но повторно многу шекер е многу шекер. Кај медот кога зборуваме, ако е 100% чист и не знам каков, одлично, затоа што особено во маркетите знаат да се најдат манипулатори и искрено ја многу во последен период се борам со тие манипулатори, сакам да ги експонирам, сакам да ја извадам вистината на површина и да сватат многу луѓе дека тоа што нешто е спакувано во производ на кој што пишува дека е здрав, не секогаш е здрав и не му е местото таму и тие манипулатори треба да се збришат од пазаров дефинитивно затоа што прават повеќе штета него ли добро, но како и да е, ако имаш добар извор на мед, супер, повторно немој да се лажеш дека ако изедеш пола тегла мед, а при тоа не изедеш шекер рафиниран, си завршил работа, не, премногу е. Доволно ти е во текот на денот мед, не знам колку би ти рекол, но еве, ако е тоа една лажица да ставиш во чај или една лажица да ставиш во појадокот, супер, се разбира. Ако целта не ти е поправање, качување на мускулна маса, во тој случај било каков извор на шекер и на јаглехидрати би било добро да заврши со ручекот. Така да ако во појадокот си имал, ако еве во една од ужинките може да го имаш медот, после ручек јас би ти препорачал да го немаш, затоа што обично вториот дел од денот на секого од нас му е попасивен, па ако внесе шекери кои што нема да се искористат, знаеме дека ќе преминат во масти. Така да имаш зелено светло за користење на мед, дефинитивно, особено таков 100% како што ти го кажуваш и првиот дел од денот е најдобриот дел за да го користиш, но не претерувај, не го земај како замена за количината на шекер кој што претходно си ја јадел. Ако е многу, е многу.